за ПРММ-та е доказ дека еден човек може да промени многу ако има доволно голема верба. Со таа верба ќе докаже дека и невозможното е возможно и ќе успее да собере многу луѓе за заеднички усилби да се постигне некакво подобрување во дадена сфера. Би сакала исто така да спомнам дека во изминатите години не напушти еден член, не напушти Огнен Шемерски, скапоцен член на групата основачи, и не напуштија и Пеги и Греам Рид, почесни членови. Би сакала само да кажам слава им и голема благодарност што кај многу генерации вградија сериозен приод кон преводот. Огнен беше заљубен во зборот и во преведувањето и беше еден од најизворидните преведувачи во Македонија и познавач на македонскиот јазик и книжевност. Тој тоа го правеше со ужасна страст, со посветеност и целта му беше на оние кои што не го познаваат јазикот да им ја принесе не само да го преведе зборот, туку да им ја принесе целата мисла од авторите кои што ги преведуваше. Кога сте толку заљубен во таа професија, во тој позив, многу е логично да си ги барат истомислениците и оние кои што истото го прават, истото го живеат и заеднички да ги подобрите условите во кои што работите нормално. Значи, идејата му беше првенствено да се стави ред во целата таа фела, да се воведат одредени професионални стандарди по кои што треба да се раководат и оние кои што сакаат да преведуваат, меѓутоа и клиентите, оние за кои што се прави преводот, да бидат заштитени од така наречените, Огнен ги нарекуваше надри преведувачи, кои што едноставно или не работеа со толкава посветеност, или можеби не го познаваа си уште преводот, меѓутоа тој сакаше и ним да им помогне да ги воведе во целата таа приказна на начин што преку здруженијето ќе се работи дури на професионалниот развој на самите преведувачи. Има многу предходно работи што треба да ги направи преведувачот пред да седне да преведува, многу треба да истражува, многу треба да знае за многу теми, да се среќава со многу луѓе, да чита, да разговара и така натаму. И сето тоа, таа професија прави специфична. Здруженијето на преведувачи и толкувачи по 10 години го гледам како и си го замислувам како една организација на високо професионално членство кој што ги промовира и практикува највисоките стандарди во оваа област. А при тоа не ги имам на ум само стандардите во однос на професионалноста, професионалните знаења и вештини, туку и етичките стандарди. Тој проект го сметам, таа соработка ја сметам за многу важна, затоа што на младите луѓе им ја дава можноста да се соочат со предизвикот креативниот предизвик што го носи книжевниот превод, но и во една друга смисла има своје посебно значење, а тоа е подигнувањето на свеста дека во процесот на книжевниот превод не се пренесува само еден јазичен код во друг јазичен код, туку еден културолошки код во друг културолошки код, кој што е навистина битно за секое општество. Кога ми се јави Ирена Кацарски-Кимова и Христина Дојчиновска да го основаме здруженијето, за мене беше тоа прекрасна идеја, прекрасна остварување на мојата желба. Задоволна сум, презадоволна, зашто мислам дека многу се постигна. Бијаќи целата наша работа нели е волонтерска и ние сите тоа го правиме во слободно време, и мислам дека оние кои што се зафатија и понатаму да работат на здруженијето, направија максимум што можеше се направи во овој период, така што денеска сме сепак едно здружение кое што има значителен број на членови и кое што веќе почнува да ги воспоставува стандардите, да ги истакнува и да им предочува на сите баратели на услуга дека треба да водат сметка и за стандард, и за услови, и за квалитет.
главно заради темите што ги понудивме, конференциите се значително посетени и многу интересни, затоа што тогаш се гледаме. Ние во секојдневието, ние колегите не се гледаме многу често, секој си е западен со својата работа и така ако сте пријатели комуницирате, ако не се гледате, а на тие конференции можеш и да се видиш и со луѓе со кои што си заборавил дека се знаеш или пак да запознаеш нови луѓе кои што се занимаваат. Секој од нив има некое искуство од кое може да се научи или секој од нив има потреба да слушне некое искуство за да може да научи, за да може да се справи во бидејќи проблеми има секогаш. Долго време размислував за потребата од здружение. Значи, таа идеја се развиваше постепено. Во еден момент сватив дека доколку не се случи, ако не формираме здружение, нема шанси ништо да се смени. И дека ако сакаме промена, таа нема да дојде од надвор, нема да дојде никој да ни каже сега вака ќе направиме да ви биде подобро. Промената мора да дојде од нас, од секој од нас поединечно и мора некој да ја потегне работата. Значи тука беше мотивацијата да преземам нешто. Значи многу време и труд вложивме и јас и другите основачи во дискусии, разговори околу тоа што навистина ние можеме да направиме и мотивирање на луѓето околу нас да почнат да размислуваат за тоа дека тие се носителите на промена и дека тие секој посебно може да придонесе. Имаме менторска програма за студенти, годишна конференција за професионален развој, награда Вавилон за најдобар млад преведувач, работилници за книжевен превод, работилници за стекнување на различни вештини во преведувањето. Например, титлување имавме таква работилница пред неколку недели, до еден месец, најмногу. Направивме предлог модел за самовработување на преведувачи и толкувачи. Тоа е еден модерен пристап во самовработувањето за хонорарните професии, слободните професии. После следните 10 години, дека Сдруженијето ќе стои цврсто на темелите што сме ги поставиле и дека ќе биде признат и прифатен партнер и соговорник на сите теми поврзани со преводот и толкувањето и дека ќе успее да наметне примена на стандарди. Направивме прирачник или упатство го крстивме, мислам, за јавни набавки на превод и толкување. Има огромни проблеми во јавните набавки на превод и толкување, ама сега има се на едно место и кој сака да се информира како треба да ја направи јавната набавка, може да прочита, не е многу голем тој документ. Имав чувство дека ние сме само преведувачи, дека сите сме биле во допир со фрази како нема ручек за преведувачите или немаме агенда и материјали за конференцијата, ајде вие ќе се снајдете. И ред други примери кои укажуваат на тоа дека не те сваќаат сериозно, секако со чест на исклучоци од некои клиенти. Многуте огласи за работа за административни асистенти, например, или координатори на странски проекти, во чии работни задачи преводот на македонски и од македонски на англиски јазик беше само уште една обврска на список. Навистина ми пречеше тоа и секогаш кога можев го предочував кај клиентите. Во секој случај јасно ми беше дека нешто треба да се смени. Какви беа почетоците на ЗПРМ? Многу од преведувачите, а сигурно и сите основачи лично си имале надеж дека еден ден ќе имаме едно цврсто формирано професионално здружение на преведувачи и толкувачи, но сметам дека ни требаше еден фактор или вистински момент кој ќе не сплоти за да заедно да действуваме. Како прво, од аспект на организацијата, замислувам дека по 10 години ќе биде возможно да кажеме дека здруженијето се подигнало на ниво на комора на преведувачи, која ќе биде задолжена да издава одобренија за сертифицирани, односно овластени преведувачи, со што дополнително ќе се подигне квалитетот на пазарот како целина. Таа комора, например, би можела целосно од Министерството за правда да го преземе тестирањето на кандидатите за судски преведувачи. И сите ќе се сложат дека најинтересно беше да се лобира меѓу колегите, всушност и да се слушне нивното мислење. Имав можност јас и Сдруженијето да го промовирам и пред моите студенти, неколку генерации на кои им предавав на катедрата за преведување и толкување, што мислам дека вредеше, бидејќи некои од нив токму сега се активни членови на Сдруженијето.
Треба да се нагласи дека и досегашните успеси треба да се ценат, бидејќи се резултат на сопствена иницијатива и на тоа дека некој некогаш вложил време и нерви. Работата во здруженијето не се плаќа, поединци одвојуваат од своето сопствено време за доброто на сите членови на професијата. Од интерес им на сите на кои не се вклучени до сега да се вклучат, бидејќи така и тие ќе добијат повеќе. За да држиме чекор со глобалните трендови, потребна е упорност, има потребна работа и само така ќе се движиме во вистинскиот правец. Како што се вели во африканската поговорка, сами може да се движиме побрзо, но заедно и сплотени може да стигнеме подалеку. Искрено би ми било драго доколку во иднина во рамки на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи се создаде една категорија членство за членови од диаспората или од странство, кои исто така се представници на преведувањето на македонски јазик. Но за жал мислам дека многумина од нив не се заинтересирани да ја одржат таа врска со Македонија и со Македонското дружение на преведувачи. Но јас би се јавила како еден доброволец за таква група да се оформи и да ја водам.